Едногласна е мислата и на купувачите, но и на пазарджиите дека се што е оно што на лутново или што е луто, или на пример овој лук кој што го имам во моите раце, е едно од ефикасните средства за победување на секако вид на настинки или било какво заболување кај нас. Колку е вистина дека лутото содржано во одделни видови на зеленчук има лековити својства? Нашиот соговорник, 65-годишниот пазарџија Раде Ангеловски, ни открива повеќе мощни интересни детали. Луко од за старо време се користеше едно од најдобрите својства за подобрување на сите органски материи, значи за настинка, за болки во стомак, во грх, тоа ти беше лукот едно време. Тоа стар метода на лекување беше лукот. Освен овој млад лук, друго што имаме ѓумбре, многу добар сега увеме за зимниот период лукова крумија, ѓумброто е неверојатно нешто за астма, бронхит, црнка, жолчка, бубер, креова. И ги бараат ли овие? Бараат. Освен неопходните намирници, поголем дел од купувачите, како и нашиот соговорник, преферираат луто. Сега ќе земам пиперки, лути скапи, луто јадат. Тоа одбрана ли од болести или? Тоа така нешто испаѓа. Го видеа? Да. Ни грип да те фане, ниту ништо. Од луто? Да. Ни по короната. Короната, ако лезе вирусот, општо уста ќе загине. Бега од луто, а? Од луто, да. Од јаво година 13 месеци јадам луто. И? Нема проблем. Кај други сограѓани кои се редовни посетители на пазарните тезги, кусокот од пари е нерешлива енигма. Пазар убаво бате, немаме пари, мали плати, мали пензии, дека да идеме? И шо ќе земеме се? Ништо, не така, ќе одим на пазарот ги си идам. Ничеден крука? Тоа ги одим на круг ги си идеме. Имало немало, секогаш кога е петок ќе се најде сокриен денар планиран за пазарење. И во овој случај, важна е препораката на пазарџиите што да се купи. Ние препорачуваме да земат овошје повеќе да се троши поради овој вирусу. И зелено обично, тоа е сега сезоната на зеленото повеќе ударат, ама и овошје се троши доста. Вие препорачувате, ама они што бараат? Они барат зелено повеќе. Барат краставички, пиперче, патижани, така се троши тоа. Се жалат ли на цени? Се жалат малце, ама добро е трошиме роба. Ако убавата роба, нема проблем што да продадеш. Кои производи и по кои цени се продаваат до 13 часот? Компир 30 денари за килограм, моркови од 30 до 40, цвекло 30, спанак 50, јаболка од 30 до 40, лимон 50, мандарини 50, краставици од 50 до 60 денари за килограм, пипер 120 до 150 денари за килограм.